На падините на Бушева планина, заобиколен со густата Крушевска корија, на 1250 метри надморска височина, како во Инка се простира највисокиот град на Балканот. Градот датира од 15-тиот век, кога го населуваат воглавно македонци. Кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, бегајќи од насилствата и грабежите во Албанија, од областа Корча, а подоцна и од планините Грамос и Пинт во денешна Грција, се доселуваат власи. Од самиот почеток се употребуваат и влашкиот и македонскиот јазик. Мешавината на двата народа, македонски и влашки, турското и европското влијание, ја создаваат специфичната архитектура и граѓанската култура, која е негова карактеристика до ден денес. Крушевските куќи се вистински архитектонски ремек дела. Дури и прочуениот Ле Корбузие бил трогнат од убавината на елегантната линија и украсните детали на фасадите. Речиси сите се уште ги носат семејните грбови на предната фасада, а внатрешноста е украсена со мебел и украсни детали од дрво и резба. Крушево денес е град музеј. Познатите семејства до ден денес раскажуваат за старите времиња, за момите донесени дури од Цариград со богати мирази, за старите книги по моминските ковчези и предмети кои се уште се чуваат по куќите. За роднините во Белград, Египет и Букурешт, за уметниците како Никола Мартиновски, кој македонското сликарство го доведе во ранг со француското. Во Крушево има 4 цркви, кои крушевчани од времето си ги викаат македонска, грчка, бугарска и црквата Свети Јован влашка. Изработена е во 1905 година и во неја доминира прекрасниот иконостас. Во црквата се изложени книгите со цртежи, скици за деталите на иконостасот, алатите кои се користени при изработката и икони пренесени од стари цркви од околните напуштени села. Крушево се гордее со својот зимски туризам. Еден од првите ски центри во Македонија со жичница што тргнува од самиот центар на градот. Патеки за алпско скијање, нордиско скијање и биатлон, но и патеки за планински велосипедизам. Благите падини се како створени за младите скијачи. А топлата атмосфера на градот идеална за семеен одмор. Нема поубаво од крушевски локум измешан со мирисот на тазе смелено македонско кафе. Во Крушево порано чаршијата вриела од занаетчии. Денес вистински бисер за Крушево, но и во регионот, представува локалниот бочвар кој изработува квалитетни дабови бочви на традиционален начин. А од локалната гостилница на Мики Скар, како од комитско гнездо се шири сладкиот мирис на дрвата во ќумбето. Градите ти горат од чистиот воздух, а стомакот возбудено се прашува што следува. Па следува надалеку прочуената крушевска пита со прас, подпечено сирење во грне, тава, крушевски кукурузи и се разбира домашно вино. Вака значи растат комити и војводи. На пат кон манастирот Свето Преображение на 8 километри од Крушево не можев да не застанам покрај музеот посветен на големата македонска поп звезда Тоше Проевски. Тој го помогна градењето на манастирот не само финансиски, туку и физички. Велат само да го вдишеш овој воздух и да погледнеш преку шумата кон Пелагонија, ќе ти се исчистат мислите како повторно да си се родил. Оваа моја чудесна земја.